Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Еве зашто ќе говориме денес со вас. Цената на лебот одамна е одмрзната, а пекарите тврдат дека лебот нема да поскапи следните 2 месеца и дека неговата цена е стабилна. И покрај укажувањето и ветувањата, лебот и печивата поскапеа за 10% и повеќе. Причина за поскапувањето според упатените е зголемената цена на пшеницата на светските берзи и во Србија, од каде што набавуваме најголем дел. Дали денеска пекарите ни печат леб од скапата пченица? Тоа е едно од прашањата. Дали пекарите ја користат можноста додека нема влада да спечелат брзи пари? Ова се прашањата на кои што денес очекуваме одговори од вас. Верувам дека секојдневно пазарувате, бидејќи трпеза без леб не може да се замисли. Но имаме и прашање кое што очекуваме да го одговорите, а е анкетно и се наоѓа на Instagram Story, што значи заследете на Instagram и одговорете на прашањето. Четврт бурек 100 денари. Дали бурекот и понатаму ќе ви биде омилен појадок? Верувам дека можеме да покажеме ете го како изгледа прашањето анкетно на Instagram Story. Имате две опции за одговор да, не. Кликнете, притиснете на вашиот одговор, во проценти ќе ги соопштиме резултатите по рекламите. А она што ќе погледнеме во продолжение е секако прилогот на Тамара Марковска на темата за која што во продолжение по прилогот ќе проговориме токму со вас. Граѓаните никако да здимнат од поскапување. Подлуката на некои компании да го поскапат лебот за 10%, жителите стравуваат дека зголемувањето на цените тука нема да запре. Била дека кога треба нешто да поскапи, тоа веднаш се прави, но кога треба да се спуштаат цените, тоа тешко оди. Да, поскапо е. Сега од што беше претходно. И сега не е веќе издржливо. Многу ни е намалена потрошувачката кошничка, многу се зголемени цените и не знам, некако издржувам, ама до кога не знам. Ја не гледам причина за многу покачувања. Прво. Второ, веројатно покачувањата треба да ги пратат примањата. Ако тоа не го е, ако тоа не се прати, се прави некоја разлика која што ги иритира луѓето. И тука не е убаво да е така. Сега нема друго чаре. Се стрпиме. Белиот и полубелиот леб добија нова цена за 10% повисока. Од мелничко-пекарската индустрија објаснува дека причината за ваквата состојба е зголемување на цената на пченицата на берзите. Но оптимисти се дека ќе има добра жетва и состојбата ќе се подобри бидејќи најавуваат враќање на старата цена на лебот. Се створи некоја, да кажем, светска паника, со што многу се зголеми цената на 45 дена, како што најавив, но како се ближи жетвава во светски рамки и регионални рамки, се гледа дека родот ќе биде много солиден и квантитативно и квалитативно и почна да се рушат цените на светските берзи и очекувам дека ќе на таа нормала како што беше пред тие 45 дена, кога беше се вели окей. Пред неколку дена статистиката излезе со најновиот извештај за инфлацијата. Цените во малопродажба во мај во споредба со истиот месец лани се пораснати за близу 6%. Инфлацијата пак на ниво на цела економија 4,5%. Најголемо поскапување за период од една година има кај храната, но и кај транспортот и здравствените услуги. Податоците на ССМ пак покажуваат дека за едно од 4-члено семејство да го истурка месецот му требаат 1000 евра. Очекувањата на институциите се инфлацијата да се стабилизира, а цените постепено да паѓаат, но наместо тоа граѓаните повторно се соочуваат со нов скок. Ајде сега да преминеме на вас. Се знае, процедурата е следна. 023070005. Прашањето дали пекарите ја користат можноста да спечелат брзи пари додека не е составена владата. Дали веќе сте го забележале поскапувањето низ маркетите во пекарите и секако четврт бурек е 100 денари, ќе нема да изоставиме да ве прашаме дали бурекот и понатаму ќе ви биде умилен појадок. Се подразбира, ќе поставиме вакво прашање, можеби и за Симитот. Добар ден. Дали имаме некого? Добро, во меѓувреме верувам дека наскоро ќе имаме гледачи. Ќе ве потсетам дека време траењето на едно излагање е 90 секунди. Така е пресметано пред се поради тоа што сакаме да вклучиме поголем број на гледачи, а тоа значи и да имаме поголема перцепција околу тоа што мисли јавност. Денес на дневен ред во Црвена линија зборуваме за поскапувањето на лебот и печивата. Добар ден.
Добар ден. Поздрав, во црвена линија сте. Пазарувавте ли лепче, бурек наутро, може би симит? Не сум пазарувал јас, ретко јас пазарам. Тоа го прави мојата сопруга, али јас прво би кажали на стара поговорка, вика, издржи магаре до селена трева. Сега нака издржи македонскиот народ, додека нема нова влада. А штом ќе дојде нова влада, така да нема ништо многу да се смени, може од 100 денари бурекот да биде 95, така да ние ќе бидиме задоволни. А пекарите нормално да каловат во матно. Сега риби во Охрид ловат кога е матно. Така да и сега, додека нема влада, пекарите ќе ловат да заработат екстра профит. А еве, кажете, не ви се чини ли дека може би ни подготвуват, односно лебот го прават од скапата пченица? Не, во никој случај. Лебот се прави од претходната реколта. Сите знаеме дека тогаш пченицата беше ефтина. Дека се увезуваше пченица од Српска и таа беше ефтина и доста беше и лани беше добар род на пченица и оваа година по сиве параметри ќе биде добар родот на пченица. Исто така и нафтата беше ефтина и ѓубривата и сите работи беа поевтини. Но, за жал, кај нас е обратно пропорционално. Поздрав, се најдобро. Се најдобро, благодарам еве што се вклучивте. Со вас го почнуваме и ова издание на Црвена линија. Да слушнеме какви одговори ќе кажат гледачите кои што денеска треба да зборуваат како потрошувачи, односно сите ние на трпезата редовно сакаме да имаме леп, но и појадокот да ни бидат печива. Но како и да е, се забележува поскапување, што значи дека еве дали ќе се откажете од леп, можеби од бурек. Добар ден. Ајде, добар ден, Тинке. Добар ден. Забележ... Случајно ја студирав земјоделски инженер агроном и работев во жито полок. И знаем како е пченицата. Па еве дали се подготвува лебот, се користи скапата пченица? Прво ние собраме пченицата, вие одма за лебот, за брашното. Па ја зашто ти спомнав жито полок и работав и у Војводине у Агрованат. У Агрованат сега се јуни, у јули е све чисто. Собрана пченицата, што значи и кај нас. Бо ние имаме, сега немој се ја да кажем со прст, да покажем према Битола, Пелагонија. Пелагонија е житница. Прво ќе чекаме што ќе соберат, што ќе кажат, што ќе ова, да не смееме да дозволиме бугарска, украинска пченица, српска, не. Прво нашата. А ќе видиме после бурекот, ако му туриш поќе урда или не знам што, печурки или ова, така ќе го наплаќаш. Зато тоа ќе биде фиксна. Зашто ние досега немавме овие 7 години или 10, немавме никаков норматив. Кој што сака прави у државата. Кој што сакаше правеше. Да не зборим за короната и после короната, колку го плаќаше бурекот или еден ѓеврек или еден... Замислете сега, 40 дена еден ѓеврек. А знаеш колку е? 500. Колку помало од чаката моја. Тоа е. Затоа, тоа мора све да се... Ке подсетам, внимавајте на тајмер од 90 секунди. Големо благодарам што се вклучивте во Црвена линија и од прва рака со оглед на тоа дека нели тоа би било и професија, споделивте со гледачите какви информации имате вие. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила малку погласно. Не слушате, ало? Да, сега веќе е подобро. Повелете. Да, се слагам со гледачот што кажа пред мене. Значи, нормативи никакви, и увезуваме од секаде домати, едно, друго. Например, има една статистика, една Белгија, која што не е земјоделска држава, прави годишно 5, 6 или 10 пати повише домат од Македонија, која што е традиционално земјоделска земја. Сега вие прашувавте дали бурек сме купили од Сабеле, купивме и надминува 100 денари. Веројатно ќе треба да кратиме на тие некои основни потреби. Дали сега пекарите користат,
Не би навлегувал, бидејќи не сум од таа, не ги разбирам баш тие работи како одат, меѓутоа Интересно е дека еве во некои маркети димен лосос е некој над 170 денари, а сега веќе бурекот надминува од денес и 100 денари цена. Така, јасно, мислам, дали некои маркети имаат под протекција или не знам, тоа е веќе друга работа. Дали тоа значи дека ќе се откажете од бурек како поедок? Па можно да ви кажам право. Да не зборуваме, може би симитот ќе биде и поскап бидејќи е бурек во леп. Симитот ќе мора да купуваме, пошто само кај нас го има. Веќе го нема нигде. Така, благодарам многу што се јавивте и еве тоа очекуваме како гледачот да споделите утринава дали еве уживавте во некој од пекарските производи со оглед на тоа што имаме поскапување. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав. Еве утрово дали бевме во пекара да прашаме? Да ти кажам најскрено, не бевме во пекара, затоа што пред некој ден бев и ми се виде многу скап, купив, ама па се покајав, зашто па не ми се ни погоди, па маж ми го иде за цел. Требаше ја да пробам малку, ама не ми се погоди бурекот. Колку чинеше? 85 денари. Добро. Да, ама пак ми беше скапо, Тина. Скапо е кога немаш многу пари, скапо е. И сега не зборувам за мене, уопште зборувам за луѓето што немаат пари, туку сега кога поставивте темата си помислив. Јас денеска бев на Бит пазар да си купам влечки, вака, до пазар довде донде. Тие беа 250 денари. Сега се прашувам зошто не ги купив, зошто ми беа скапи, кога јас секако нема да јадам 3 дена бурек, ете ти ги влечките. Значи, колку ни е скапа храната, замисли, молим те, и јас ќе го изедам тој бурекот, ама ајде јас да не зборувам за мене. Да кажам за оние деца што еден родител им работи, што немаат леп да јадат, што не може да се јават во емисија. Тина, многу голема сиромаштија има, само што тоа не ни се прикажува, не знаеме, не ја знаеме вистинската состојба. Кажувате за потрошувачка кошничка, ами во таа кошничка што е влезено? Значи, само за јадење ги даваме парите, значи, а друго што треба на тоа дете да му се купи, ајде јас едни влечки ќе поминам на стар. А ви се чини дека всушност се користи таа поскапена скапа пченица што ја увезуваме, па затоа цените скокаат? Не мислам дека тоа наеднаш така скокна, затоа што мене и за какаото ми спомна дека скокнале цените на чоколадото, затоа што какаото, ама нели има резерви, него набавија сега какаото, они гледаат сега да се збогатат, така да секако си гледа да се збогатат, мислам тоа е факт. Така да поздрав многу и убав ден. Благодарам многу. Еве, драго ни што гледачката направи една паралела преку незиното искуство дека едни влечки горе-долу чинат колку може би 2/4 бурек. Но влечките ќе се носат многу подолго, а бурекот ќе исчезне во еден маф, што се вели. Добар ден. Добар ден. Еве, утринава дали бевте во пекара, дали... Јас прво имаме на своја констатација додека дали се случаме. Да, продолжете. Значи, пред да почне војната во Украина, овде имаше донесена пшеница, не знам колку илјадници, можете милион тони на пшеница, помош на државата наша, и то пекарите го искористија и сега тие ршум прават. Значи, то се дигаат цени секој ден, нема ни пазарен инспекторат, нема никој да ги контролират. Бурекот беше 40 денари, сега е 100 денари. Пиците, ѓевреци, сите други прехранбени продукти, тие што сакаат си прават. Значи, пазарниот инспекторат не функционира кај нас. Пекарите се милионери направени. Значи, тешко на овај народ. Господјата спомна за децата кои што се учениците кои што да. Ја до мен имам пекара тука, еден исти во градот има не знам колку пекари, тој не знае колку пари имат. Значи, него не го контролираат, платени му се инспекторите. Тоа значи, та пченица. Која скапа пченица? Нема скапа пченица. Македонија е сончева држава. Кај нас имаме ние доволно за да се произведува пшеница. Меѓутоа, ние увезуваме пшеница од Украина, од Србија, од други некои држави. И така да, таа пшеница што викате дека е скапа, не е скапа за нив, затоа што тие се направија милионери во Македонија. Никој не ги контролира тие пекари. Тие пекари станат златари сега. Не знаат колку пари имаат.
Мило ми е што поставите ваква тема, затоа што мора некој да им влезе во Благодарам, Милони, нас еве што се вклучивте во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Еве, повелете, дали, што вели вашето искуство утринава, дали бевте во пекара, забележавте ли пораст на цените? Бев не забележав, а уствари не купив хлеб. Отидимав од вчера, така да не знам ни што се случува. Меѓутоа, дека пекарите или пак тој нивниот што е еснав, не знам на кое ниво тие побареа да се покачи цената на лебот, и јас мислам дека претераја. Па пекарите мултимилионери станаа белуѓе. Треба да сте свесни дека тој со 2 лајци леб, со 2 лајци брашно и со една ронка адитив ви прави геврек и ви го наплаќа 4 банки. Па тоа е срамота. Тоа е резил. Дали има технолози во ова држава да кажат, чекајте бе луѓе, овај гевреко, што има во него? Овај 500 грама леб, што има во него? Упатените велат дека во нив има пченица која што е поскапена на светските берзи. Со оправдание дека е поскапена пченицата на светските берзи, нема слуша гледачот. Верувате ли дека користат скапата пченица, бидејќи тоа го укажуваат како причина? Ма која скапа пченица? Нема скапа пченица. Користат скапа пченица. Која е скапа? Увозната е поевтина од нашата. А и нашата ќе слези исто така, цената ќе слези да му конкурира на увозната. Тоа ќе биде цела работа. Благодарам многу за одговорите. Ке преминеме малку на X платформата, некогашен Твитер, и ке прочитаме еден коментар, па можете да се надоврзите, еве, и вие секако да бидете инспирирани од она што го напишал Македонски рис. Вели, мора ли леб на кришки бе да јадеме? Обичен ке си купам, сам ке си го сечам. Ова е коментар, односно на коментар на коментарот на раскажувачот кој што напишал прекјутно си покачуваат цениве. Поскапеа лебот на кришки, переците и кифлите. Па прекјутно ли се покачуваат цените? На што се должи тоа? Добар ден. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. За поскапување на лебот, така? Да, и печивата. Лебот не е сега поскапен, јас се јавам од Битола, иначе. Лебот е поскапен уште пред 4 дена во Битола, во продавниците. Се продава по некоја синова цена. Може ли да ни откриете колку беше, колку чини сега, пред 4 дена? 35 денари беше, да, последно ко зема хлеб, и баш продавачката го стави, навага лебот, значи тука околу грамажата се работи. 430 грама, значи нема грамажата, тука не се нас инспекциите на терен. Тоа е срамота, стварно срамота тие, што го прат. Тие бараат цена, а грамажата ја нема. Значи криваат цени, а грамажите ги намалуваат. Па тоа е тоа, значи ние земаме фактички кифли купуваме ние. Не купуваме леб. А еве во пекарите, дали поедувате бурек, симит, која е цената на ваквите печива? Моментално немам земено бурек, али таму намалена грамажата исто. Како што беше порано четврт бурек, сега иди како осмина бурек. Значи сето тоа е само се крати на сметка на потрошувачите. Дали сте оптимист дека еве некој ќе превземе контрола врз тоа што го забележувате ви? Па треба се преземе. Нормално, зашто гласавме, зашто бираме нова влада. Ако не преземат ништо, фактички джабесни бирале нова влада. Така, благодарам многу. Еве интересно, гледачот во која насока можеме да продолжиме. Она што се забележува не само поскапување на печивата и лебот, туку она што е интересно, што поскапеното има помала грамажа. Дали сте забележале такво нешто и вие? Добар ден. Ало, добар ден, Бато Дени од Провештетен телефон. Поздрав до сите гледачи на телевизијата. Голем поздрав до вас. Дали бурекот ќе ни биде омилен? Па тој ни е омилен одамна и ако може малку архаично да го кажам,
Беше, кога јадеме бурек, се гледа која муцка јадела мрсно. Но некако, еве, муцките ќе останат без мрсно ако продолжат да се покачуваат цените. Па да, ама ние веќе, иако сите сме против покачувањето, ние веќе некако се научивме на покачување, а ние сме нација која само се жали и за жал не превземаме ништо и тоа е многу погрешно. Дали пекарите печат поскап леп од скапата пченица, па тоа зависи кога е порачана, кога е донесена, зависи од повеќе фактори, но да, сепак јавна тајна е дека кога е криза сите сакаат да спечелат, големите газди сакаат да бидат уште поголеми газди, а оние кои што не можат ни да си дозволат ниту парче леп, ќе бидат гладни. За жал таква е ситуацијата во државата. Ви се чини, дали вие сте забележале како потрошувач дека може би се криваат цените, но се намалуваат грамажите? Да. Па тоа е, не знам како беше, имаше еден американски псевдоним за тоа дека се намалува пакувањето на артикалот, но артикалот цената останува иста или се зголемува, но се намалува грамажата. Не знам како беше тоа. Да, сум приметил. Благодарам многу, сега го забележавме и вашето учество и одговорите кои што ги дадовте. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина, поздрав од тебе. Голем поздрав и до вас. Сега се јавам јазе како земјоделец и производител на пшеница. На мене едно не може да се разбере касно, гласот многу касни. Продолжете, ве слушаме убаво. Сега кажа, најголемиот проблем е во државата. Сега, кога се формира цената на пшеницата, преговараат откупувачите, преработвачите на мелничарите и владата. Значи, кога се формира и земјоделците општо не ги стават во разговори. Ако се формира цената на лебот, значи мелничарите и пекарите право сами си формираат. Добро, каде е тука земјоделецот? Значи, земјоделецот никаде го нема. Земјоделецот го користат само за на нива. Нека ми каже некој, нека се јави, каде имаше откуп на пшеница 2023, 2024, сега да ја почна жета. Од Гевгелија, Струмица, Радовиш, Тип, Велеси и Свети Никој. Никаде откуп нема на пшеница. Никој да не лаже. Почна 10 динари, 8-9, значи откуп на пшеница нема. На мене не ми е јасно сега. На кој начин го покачуваат лебот? И зошто го покачуваат? Значи, ова е стара цена. И мината година САД донесе одлука дека сите европски земји да земаат пшеница од Украина. Ајде согласам. Мене ме интересира каква е таа пшеница од Украина, дали е здрава? Нели Украина е во војна? Како ние можеме од војно подрачје да образуваме пшеница? Тука воопшто не ми е јасно. И дали е ова каков квалитет ние јадеме, каков квалитет имаме? Благодарам многу. Интересно, еве, дадовте одговори со оглед на тоа што, како што напоменавте, вие сте оној кој што е во производството на пшеница. Ајде да видиме што ќе кажете останатите кои што еве можевте да слушнете до сега какви одговори се дадоа. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот на 0. Сега момент. За да се слушнеме подобро и само преку слушалка, телефонски. Два-три збора ќе кажам, кратко ќе бидам. Повелете. Пекарите да не ги критикуваме, пошто лево се фрла, а едно макијато плаќаме по 100 динара. Така ли? Едно кафе плаќаме 100 динара. Добро. Сега нека размислат гледачите дали сум во право или не. Вие оправдувате цената, например, бурекот да е 100 денари. Нема врска, барем ќе се најадеш. Ќе се најадеш барем, а кафе плаќаме 100 денара. Макијато мало 100 денара плаќаме. Една гледачка рече дека едни влечки чина 200 денари. А четврт бурек чини 100 денари. Пекарите стануваат во 3 и така натака и така натака. Добро, дали сметате дека се користи скапата пченица за правење печива? Дали мислите дека цената одредува токму скапата пченица?
Абе, море они да заработат, тоа е нормално. Али ние сме такви што да правиме, тоа е. Како и дали сте забележале намалување на грамажата во однос на зголемување на цената? Не верувам тоа, пошто ние во Македонија сме такви само критики. Така, добро. Благодарам многу и за вашето вклучување и одговорите. Еве, гледачот смета дека оваа цена е оправдана со оглед на тоа што секако трудот кој што се вложува, побарувачката и дека, ето, понекогаш само се критикува. Да видиме што ќе кажат останатите. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. И јас, како што кажа, ето лего се фрла. Од денеска лего се ќе остане, тоа се продава за стока така. А порано, лего ќе расне од лев, купуваме утрето. Нека се намале некој дилер, тој лев да не се фрла. Зошто од денеска до утре левот го враќат? Зошто го враќа? Аз сум, кој не би узела денеска, не знае. Сум работела во село сме работеле. И за пшеницата го откупуват по 10 денари, вика, а после тия брасата го подкапуват и пецивата го подкапуват, да. Земјоделието нема чар, нисто него му го взимат за 10 денари. Житото тој се мате, мора да стави гориво, да оре, да жне, со комбајни, тоа се плаќа се. На крај, зошто немаме, зошто увоздуваме ние жито? Зашто немаме, луѓето се откажат земјоделците, нема чар. А се поскапено лебо што е малце грамажа, да ти кажа право, че кафите се месе дома, телеп не можем да го јадам. А скапо 1 кило брашно, 2 кило брашно ти си извадиш по 5 лепчиња, па господите што му искап буреко, па нека се намасят малце дома, нека си спотат, па нема да му биде скап ни бурек, ни леп. Колку грама е лебо, не знам, не можем да кажа, пошто не купам со години. Ако му изкапа брашно, тој е поевтина, па има сметка да си завети дома да се направи нешто. Може би ќе ме критикуват, ама ако му изкапа, нека си проба дома, нека се направи и лепци, и бурек, и баничка, па поевтина ќе му биде. Едно пиво е 100 денари за душо. Па продавниците не може да напазат од пиво да ги нават. Се купува на големо. Кога може да пиво да го купе, со простение да би сврле, може и лего да го плате 2 лева и по 50 денара. Види ми поздравена се најдобро. Бидете поздравени, вие големо благодараме и што се вклучивте во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден, господјо. Еве, јас сакам да кажам дали пекарите ја користат можноста да спечелат? Да спечелат брзи пари додека не е составена владата. Мислам дека тоа е прав момент за нив, бидејќи 1 денар да го поскапат лебот, 1 милион и 800 жители во Македонија, ако земат по 1 леб да изиде за цел ден за сите 3 оброка, значи тие автоматски ќе заработат сите пекари во Македонија 1 милион и 800 илјади евра. А житото не е ново, тоа жито е од пролетта или од ланската година од есента. И сега ни поскапуваат леб со старо жито, а новото жито што е увезено со поскапа цена ќе ни продават леб на есен. Сега тие користат владата и со поскапение. А додека што се однесува за бурекот, тачно дека бурекот е намалена грамажата на четврт бурек со месо, е многу намалена грамажата, со урда не. Но со сирење никогаш нема бурек. Да. Сега сакам да кажам, бурек послабо, повеќе макарони дивела со школки, риба со компир, без леп и така ќе се. Дали ви се чини дека некои артикли кои што некогаш важеа за скапи, некако сега се изедначени по цените со оние артикли кои што беа основни примерни за секого, односно како лебот, шеќерот и така натаму. Да, основните артикли се многу поскапени, значи станаа луксус. Така, благодарам многу за јавувањето. Јас закупувам основни. 90 секунди е, но како да е, веќе ги охрабрам оние кои што може би не ви се доволни повторно да го завртите телефонскиот број за нови 90 секунди. Добар ден. Здраво. Здраво, како сме денес? Па се надевам добро. Поедувавме ли бурек или симит?
Не преферирам многу бурек да јадам, затоа што и него прават више како што беше бурекот на времето. Тоа што го нарекуваат месо е све само не е месо. Кој имаш натре кромиди и чудеси, него што има месо. През соја ќе начекаш натре него месо. Да не дрнгам околу таа тема, одмах ќе му кажаме, тој еден пред овојга што збореше дека едно капучино Нескапе у кафана, 100 денари, ти реков ми рече, да, ма тоа е луксус, ова е нужна потреба храна, треба да се јаде нешто. Не може на храната некој да ти печали пари. Инаку, овој што се изрази пред малку, огромен процент е му право, анархија е све, значи дивење од страна на бизнисмените. Пази, ако пратите ситуација во Западна Европа, имаше протести, па дури ѓубре фрлаа пред вратите на владите на таму по Франција, по Германија и по чуда, заради тоа што им дозволява да му везуваат украинска пшеница. Значи, таа толку девалвирана цена држи, што не можат да се вадат дека до цената на пшеницата е, затоа што се уште украинската пшеница се троши во Европа. И затоа се бунат, тие не можат својата да продават таму, западњаците. Овие се све преваранти врзани со власта. Било која власт ги поддржава. Поздрав, пријатно. Благодарам. Останете со нас и слушате што ќе кажат и другите гледачи. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, ве слушаме во Црвена линија сте. Би сакал да прокоментирам малку околу вашата тема. Едно нешто не ми е јасно. Доколку човек ги погледне сите емисии кои што следат нас на нашите простори, ќе забележи една работа. Вчера на една телевизија има оправдување веќе дека цените ќе растат поради зголемените трошоци на производството и така натака и така натака. Значи невидено нешто. Сите овие што се јавуваат се едни исти луѓе на едни исти телевизии кои што се платеници на одредени партии и така натака. Еве, вие како неплатени, кажете ми како потрошувач, сметате ли дека е привисока цената на печивата и лебот и дали сметате дека тоа е токму поради употребата на скапата пченица? До некаде. Не во целост. Не во целост. Меѓутоа, ако погледнете од друга страна, значи све ви се врти во еден круг. Во еден дел се бара алиби дека ќе има покачување и тоа ќе биде во ред. Поради тоа што биле зголемени трошоците на производството. А сега сега е многу скапо. Навистина затоа се наоѓаме тука каде што се наоѓаме. Би благодарам. Пријатно. И јас ви велам благодарам многу. Секако ние нема да ги коментираме останатите телевизии, а факт е дека Црвена линија секојдневно, барем оние кои што се вклучуваат и се наши редовни јавувачи, не значи дека не даваат одговори како граѓани кои што секојдневно живеат и ги следат нештата кои што ни се случуваат во државата. Така да Црвена линија апсолутно секогаш и во секој издание ќе поставува теми кои што се супер актуелни. А нема нешто по-неактуелно од тоа кога имаме прескап леб, прескап бурек, нешто пошто всушност секој утро се препознаваше. Веќе од утринава, барем според гледачите, слушаме дека 1/4 бурек чини 100 денари. Дали сметате дека тоа е резултат на употребата на скапата пченица и дали би се откажале од бурек за појадок? Добар ден. Добар ден, Македонијо. Господине Тале, како сте? Христос се вознесе, така се поздруват некои брајке сестри во Христа. Ајде да се поздравиме. Бог напомош денеска, вознесение Христово Спасовден. Ете им честитаме вечно име на сите оние кои што... Така, Спасија, Спаско. Честити слави во многу села, се слави како слава, нека му е на здравие ручекот, трпеза за здрави спасение на сите славеници. Господине Тале, кажете ми една работа. Дали сметате дека 100 денари, како што рекоа гледачите барем во скопските пекари, чини бурек? Конзумирали сте наутро на бурек и симит? Но душа, бурекот го сака многу, ма годиниве се поредко така. Јогурт сака многу со бурек, но велам жал ми е што сме во оваа состојба. А тоа е така оти
се наши во Македонија, дали пченица ја произвел некој Србин во Куманово, дали некој албанец во Тетово, било каде, ништо наше производство не се вреднува. Увезуваме се, даваме милиарда евра за увоз на храна, а Додик, го слушав сега скоро на Фейсбук, кажуваше дека смртноста во Босна е драстично зголемена од сиромашен ураниум кој нели беше фрлен преку бомби во Босна, во Србија. Сега имаме наша пченица здрава, млеко наше, месо наше, од тука не го купуваме, фрламе, пусти полиња, увезуваме пченица или млеко од Босна и од Србија, од кај што е од сиромашен ураниум. Ем пари даваме за туѓо да го земиме, ем наше, дали од Србин, дали од албанец, бошњак, пченица, месо, млеко, не го земаме. Така пропајчаме. Благодарам многу за одговорите. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме. Господине Златко, вие ли сте? Да. Утринава дали појадувавме бурек? Да, не денеска, ама појадуваме кога ќе има пари. Вака, сакам да кажам дека не се работи кај нас доволно и земјата е необработена, а во големи градови каде што сум живеел порано, во Сараево имаше во планините згради и трамваи, а во полето беше во Врело Босне, само негде. Да, на изворите, на реките. А не во градот. Во градот беше во планините. И така живеев тука, 1-2 години сум живеел во Сараево. Сакам да ви кажам дека овде не се работи ништо и се увозно има да биде скапо и осиромашен ураниум, она све можеме ние да дексаме. А пекарите имаат нормално услови кои се потешки и затоа има такви цени. Да, има енергенци, скапо, све, така. Имајте убав ден, господја Тинче. Господине Златко, секако имајте убав ден и денот нека продолжи да ви биде со црвена линија. Еве малку повторно на Твитер, Охридска газдарица има коментар кој што практично е ретвит на она што го напишал Девид Мартинес. Тој напишал како сега вака, нели со ВМРО бурекот пак ќе беше 25 денари. Охридска газдарица напишала: ако немате за леп, јадете бурек. Стара ВМРО-вска. Еве, на што се должи според вас поскапувањето? Интересно дека гледачите некои од нив забележаат дека не само што поскапуваат печивата и лебот, туку се намалува и грамажата. Добар ден. Добар ден, Тина, ако сум јас. Секако вие сте, како сте ми? Добар сум, ама сам. Ве слушаме? Европа ја имам шетано уздуж и попреко. Што се вели, а никогаш во странство не сум работил. Никаде, во никоја држава, Германија, Шведска, Данска, Холандија, лебој по канти нема и стар. Да ве молам, разберете, производител сум на 50 тона пченица кој го смалив на 10. Затоа што е неисплатливо. Сите се фаќаме за лебо, кој е најактивно еден ручек. Дури се нервирам. Лебо треба да биде 100 денари за да не го гледам по кантите изфрлен или да се прва по празниците како стар леб. Се додека така мислиме, нема да имаме пченица, нема да ја ораме нивите, заради тоа што е неисплатливо. Зошто е неисплатливо? Јас сум годинава, ако е 9 денари колани, равно бар. Со 10 тона пченица, толку дадам трошок, толку ќе земам пари. Немојте, граѓани, ве молам да се жалите на лебо. Лебо е најефтината работа во еден ручек. Не знам и да сватам, може би имат сиромаштија, се извинувам во наводници, меѓутоа, лебо да го клавате, крелта е најефтине во случајот. Благодарам многу за вашите одговори.
Секако од она што слушавме, тоа би било одговори од прва рака, но како и да, е интересно дека низ ова издание на Црвена линија, барем од некои гледачи, беше забележано дека сме и земја во која што најмногу се фрла леп. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Госпоđa Тина, тука е еден човек стар 80 години, а во бранжа на радиоизотопи и рентген. Пустите да ви кажам, ако увезено тоа жито од Украина, тоа е контаминирано. И ние го јадеме и нашите продукти се многу опасни за нашите луѓе. И затоа тоа жито, ние немаме добри stručnjaci u Makedonija, da to go proverят i da može da se ne koristi. A i zato ljudi to može i za to go frlat, znači. I za to je tije работи. I zato vi kažu, u Makedoniji se uvezula mnogo работи što ne sa potrebni, a sa kontaminirani. I zato, vidite, naš narod se truje sa to žito. Nemojte da podpirаме Украина. Украина je od Biden sin to žito koje je bilo posađeno i je kontaminirano, a naš narod u Makedoniji go jade. Zato ви молам, луѓето имаат право некој пат да се бранат на таа работа. Не е само житото контаминирано у Македонија. Све што е била храна увезена од Украина во Македонија, таа е исто контаминирана. И затоа имаме болест, а сега... Благодарам многу и вам за одговорите. Одиме понатаму. Добар ден. Намалите го целосно тонот на телевизорот. Одиме понатаму. Добар ден. Ето. Намалите го тонот на телевизорот на 0. На телевизорот. Ете, можете да видите како изгледа кога нема да се намали тонот на телевизорот. Ало. Се слушаме ли? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Види, Тино, кога може пола литар обична вода да се плати во малопродажба 20 денари, па што останало за лебот? Право да ви кажам, ја кога нема леб, јадам колачи. А дали кога не јадете леб, јадете бурек? Па како бурек? Тоа не е бурек више. Што рече предходниот, тоа има внатре кромит, има трошки, има компири, има 300 чуда внатре. Али лебот е, како да речам сега, е скап. 400 грама леб во малопродажба кошта 35 денари. Кога ќе се исуши тој леб, ќе остане, па да ви кажем, едно 150 грама. И лебот е скап. За останалото, пекарите имаат најголема заработка. Од бели пецива, од леб и останало. Мислам дека нака не се жалат пекарските работници или бизнисот што го водат, дека лебот е ефтин. Не е ефтин. Бидете поздравени и имате убав ден. Најубав ден да имате и сега да останете со нас, со Црвена линија. Добар ден. Ден, поздрав. Голем поздрав и до вас, све слушаме. Да, па видите, кога во Англија имало глад, на кралицата и рекле, кралице, народот се буни, нема што да јаде, нема леп. Таа рекла, па нака јадат колачи. Па така и кај нас, ако нема леп, нака јадат бурек. Па сега и бурекот е скап. Па кој не е крив кога овче полеко дававме на субрата Рој да пиеме млеко. Меѓутоа нема ни млеко. Додуша има млеко, не знам дали да го наречам млеко, но се личи, само на млеко не личи. Пелагонија ја дадовме така, исто, сега нема, ќе увезуваме. А што му везуваш, знаеш дека од таму други диктираат цените, не диктираме ние. И што рече еден, додека гледаме во контейнерите фрлање леб, лебот е ефтин.
Додека има во контейнерите сте виделе цигари, ракија некој да фрлил? Не, само леп фрла. Кога бевме мали, јас знам, тоа беше една традиција да никогаш не се фрла ниту последното залче леп. Леп никогаш не се фрла. Умреа тие времиња. Сега е други времиња. И тале од прилеп да не се секира, за него секогаш ќе има јадење, тој пошто јади по црквите и по манастирите, за него секогаш ќе има јадење. Воопшто да не ги коментираме гледачите, јас ви посакувам секогаш да имате полна и убава трпеза и секогаш да споделувате со оние кои што ви се најдраги. Добар ден. Добар ден. Ало. Голем поздрав од Црвена линија сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да коментирам за темата. Секако, повелете. Дали пекарите ја користат можноста да спечелат пари брзи додека не е составена владата? Јас мислам дека не е сета работа во пекарите. Работата е што ние пченица уопшто не произведуваме колку што е потребно за исхрана на населението. Сите големи фирми што беа земјоделски затворија се, што произведуваа пченица, стави се катанец на ни и сега пченицата само се увезува од страна. Сега кога увезувате пченица од страна, колку сака, тај ќе ви ја продаде пченицата. И нормално е дека ќе се покаче цената на лебо. Има луѓе што не можат и лебо да си го купат, затоа што немат пари, а па не па бурек да јадат, кој е студинара четврт бурек, што не е ни четврт, него испаѓа како осминка бурек, ама таква ни е нашата држава. Никој не ќе матика, сите сакат политика. Сите сакат да се клачкат на столо и да си взимат плата. Никој не ќе да го работи земјоделието. Па од земјоделието ја како што знам се живее, од него се јаде, ама пошто никој тоа не го сака, мора ние да сме принудени да увезуваме и колку тај што ја продава пченицата или било кој производ што го увезуваме, колку ќе сака, ќе си става цена, а ние може слободно да си трпеме и не мора ни да јадеме. Јас мислам. Благодарам многу. Секако 90 секунди, но еве образложивте целосно кои се вашите одговори. Па еве и од гледачката, инспирирани понатаму, можеме да го поставиме прашањето токму на Спасов ден. Дали според вас постои спас и за македонското земјоделие? Па еве во годините кои што идат, едноставно да сами произведуваме без да увезуваме. Добар ден. Дошло времето за реклами. Добро, што ме така ќе ги погледнеме рекламите, но потоа следуваат и резултатите од анкетата. Почитувани, време е да ги видиме и резултатите од денешната Instagram стори анкета. Јас секако ќе упатам и насочам да се заследиме како Црвена линија со оглед на тоа што ќе имате можност од сега па натаму да учествувате во сите анкети кои што секојдневно ги споделуваме. На денешното прашање четврт бурек 100 денари. Дали бурекот и понатаму ќе ви биде умилен појадок? Со да одговорија 18% и верувале или не, со не одговорија 82%. А јас секако, еве, интересно е дека бурекот кој што е традиционален и карактеристичен за балканските простори, особено еве во нашата земја, е вистински луксус и специјалитет за оние кои што живеат во Њујорк. Градот кој што е најаболкото, но бурекот таму, со оглед на тоа што таа бурекџилница ја држи на Манхетан, познат босанец, е специјалитет кој што чини безпрекорно. Дали ние можеби нашиот бурек на овие простори ќе чини како оној на Манхетан, не знаеме, но знаеме дека вашето време ќе чини злато, односно ќе чини еден нов телевизор ако се вклучите и во заврти на Телма. Сите ве поканувам од Црвена линија да заиграте во најгледаниот квиз. Се гледаме за кусо време.